Во свет каде движењето е основно човеково право, за некој тоа бара дополнителна сила. Но кога волјата е поголема од пречките, тогаш сите патишта се отвораат. Таква е приказната на Герет Рипков, некогаш млад човек без попреченост, кого сплет на животни околности го сместуваат во инвалидска количка. И така почнува животот со предизвици, но и голема решителност да се совладаат и да му се покаже на светот дека се е можно ако се сака, но и ако се има доволна поддршка. Па така денес плива, скија, игра кошарка, вози мопед и автомобил. Токму тоа специјално адаптирано возило не само што му овозможува да вози, туку и да живее слободно. Работа, обврски, пријатели, се е достижно, вели, со соодветна поддршка и систем кој овозможува инклузија. Кога ќе тргнеме бариерата на предрасуди, ќе видиме дека многу луѓе прават вонредни работи на многу обичен начин и многу често патот до независноста почнува само со еден чекор или со палење на моторот. Кога и како вие го запаливте вашиот? Јас лично мојот мотор го запалив негде од прилика пред 15 години. Во моментот кога човек здрав прав ми се случи она што ми се случи и на крајот заврши во инвалидска количка. Искуство кое што е доста можеби комплексно, за мене позитивно, бидејќи сега го живам животот и мисијата која што навистина длабоко сум чувствувал дека ја сакам. Моторот символички и со возилото на некој начин добивањето на она самостојност што веројатно на сите се повеќе и повеќе ни фали во животот, го уклучив неколку години подоцна. Јас бев возач, меѓутоа во меѓувреме не ни знаев дека можам со истата возачка да продолжам да возам возило, да управувам со моторно возило, меѓутоа на некој начин возилото ми овозможува да сум, ако порано сум бил 90% независен, сега сум речиси 100% независен човек. Колку чини слободата која што ја даваат четирите тркала и физички и материјално? Непроценлива е таа слобода, според мене. Заради тоа што да имате можност вие да се движите секаде и секогаш по ваши услови е навистина непроценлива работа. Безценето е тоа. Мислам дека на нас, поготово лицата со попреченост, тоа дополнително ни дава поттик да продолжиме во животот и едноставно не поттикнува да се движиме. Нели? Тоа е начинот на кој што сите треба да го живееме со лесни на животот, односно да продолжуваме понатаму. Во Македонија лицата со попреченост имаат право да полагаат за возачка дозвола со специјални медицински и технички услови. Но процесот, вели, знае да биде обременет со бирократија и ограничена достапност на адаптирани возила. Има една, односно две автошколи во Македонија кои што ја нудат оваа услуга. Полагање, приспособување и учење на возило со дупли команди. И мислам дека тоа е добар знак, меѓутоа не мислам дека е доволно. Од друга страна, лицата со попреченост ја немаат оваа информација и благодарност до тебе и до вашиот медиум што ете и ја начнуваме оваа тема, затоа што мислам дека енормно ќе го зголеми квалитетот на живот на овие лица. Што од друга страна значи адаптација на автомобилот за да може да го маневрира лице со физичка попреченост? Имаме дупли команди. Командите се или готов производ кој што се набавува од специјални производители, еден од најпознатите е германскиот производител Vogel. Меѓутоа може да го направите и по ваши мерки со некој мајстор кој што во Македонија тоа го прави. Нажалост, имам само еден лиценциран во Македонија, мислам дека се наоѓа во Тетово. Меѓутоа тие рачни команди до некаде и не се наполно функционални или не ги следат новите стандарди и текови. И мислам дека јас, например, го правев кај мајстор кој што е дреар и навистина одлично ја сработи својата работа, бидејќи секако потоа тие дупли команди ви одат на атест, мора технички преглед да ги одобри, да ги атестира и да ви биде тоа заведено во возачката дека возилото уредно има поминато атест и управувано со дупли команди. Вие сте еден
но не е единствен, што особено ме радува. Расте бројот на наши граѓани кои што се охрабруваат да се борат за себе и меѓу другото да си ја земат и слободата вака. Колку на број, не мора да биде точна бројката, но колку еве наши граѓани возат автомобил? Немаме точна бројка од прилика, меѓутоа гледајќи го, гледајќи ја нашата популација, би кажал дека доколку 20% сме лица со попречености, не сите возат од нив, нели? Ама би рекол дека некој максимум 5% од нив најверојатно возат возило или се превезувани со возило кое што е означено како да превезува лица. Иако најубавиот момент е слободата што ја дава возењето и можноста сами да се превезете од едно на друго место, да не зависите од други, кој е најмакотрпниот, најтешкиот момент во целата оваа приказна? Подготовката, влегувањето во автомобил, возењето? Малце ќе одзумирам од темава, бидејќи мислам дека треба да се упати еден апел и до властите кои што во моментов се во подготовка на тендерска постапка и ние тоа го сугериравме да се внимава при набавка на новите автобуси, тие да бидат наполно пристапни. Навистина молба и апел тоа да биде чуено. Кога се работи за мене лично, не е дали е тешко или не, него едноставно соодветно планирање на времето, бидејќи еден ден може да ви трае до бескрај, зборуваме временски, меѓутоа кога имате вакви активности, нели, еве зборуваме дека на мене како лице со попреченост кој што има 5 активности во денот и треба 10 пати излези влези да направи, веќе имам половина час до 40 минути само во тие активности. Значи, прво барање соодветно паркинг место кое што секогаш е зафатено од несовесно паркирани возачи, кои што се со необележани возали и не се лица со попреченост. Второ, самиот факт на дека треба вратата да ја отвориме до нас ширум и мора да имаме простор. Значи, тоа ни го ограничува паркинг просторот, дури и кога паркираме на било каде, на било кое место. Јас не можам било каде да паркирам, па молам луѓе, внеси ми кола, извади ми кола од паркинг просторот, за да можам да го имам тој метар и пол да се составам количка или да ја внесам внатре. Па да речеме дека повеќе начинот на тоа како го разбираме тој процес, отколку ете некој вид на проблем, предизвик, слично. Јас не го гледам тоа како проблем, повеќе го гледам како дел од моето секојдневие, од дел од рутинското функционирање мое, така што и да е пола сат и час во денот, мене сепак возилото ми ја дава таа слобода и едноставно само треба добро да се изменаџира оној простор и време кое го има. Која е пораката до сите оние кои што размислуваат дали да ја земат слободата во своји раце? Пораката е дека сега како никогаш досега ни е потребно сплотување и заедништво. Потребна ни е рака која ќе ни биде подадена и рака која ќе ја прими подадената рака, односно ќе посегне по неа. Што значи дека сите заедно единствено можеме да ги рушиме тие ѕидови и бариери кои што понекогаш самите на себе си ги создаваме на нашите најблиски, а потоа и на околината во која живееме. Единствен начин, нели, да ги срушиме тие бариери, тие ѕидови, е заедно да функционираме во општеството, заедно да пробуваме да ги решаваме оние предизвици кои што ги имаме, со разбирање и прифаќање на другиот. Слободата не значи само да се движиш, туку и да избираш како ќе го правиш тоа. И Гере, како и многу наши сограѓани со попречености, не бара привилегии, туку фер услови и можности. Да стигне таму каде што сака и да живее како и сите други. А тоа понекогаш започнува со еден волан и многу решеност. Да докаже дека бариерите постојат, само ако ги прифатиме.